Имате можност и прилика постојано да не следите, да видите како е во живо програма. Една голема екипа работи секој утро на Македонија наутро. И еве сега зад мене веќе ги пречекува гостите, колегата е тука ни се гости. Добро утро. Еве ни е Нина прва. Добро утро, Нина, повели, седи. Како ти се Повели, доаѓа нашето една од овие две студио? позиции. Супер. Да ви кажам искрено, седи. многу ми е драго што ве гледам. И намисто така Веројатно сум точно на време. На Нема да ми забележат. Повели, седи. гледачите. Ние двете може да си го започнеме разговорот, додека се Дојде и машката додека се енергија. озвучуваат, да, додека се озвучуваат останатите. Инаку да ви кажам, најискрено, многу Еве ми е ни го драго историјат дека ми гостин. дозволи. Добро утро, повели, седи. Драго ми е дека ми дозволивте јас да бидам дел од овој разговор и да видам како изгледа малку другата страна на инфлуенсерите. Оти постојано знам да кажам, не сум инфлуенсер и знам да кажам, гледа, добро. И знае да каже имам затворен профил на Инстаграм. Да, и затворен профил, да кажам, За да добро, нема нови како следачи. може цело време да се активни? Тоа е работа, тоа е труд, тоа е време кое што го посветувате. Дечки, прво да ве поздравиме. Добро утро. Добро Окта и Нина се наши гости на оваа тема и не случајно ве ставивме во комбинација заедно, бидејќи не само што си соработувате заедно, вие сте и пријатели толку време и некако ги имате заедно почетоците и во овој свет. Тешко ли е денес да се биде инфлуенсер? Да се има инфлуенс врз луѓето и како тоа би можеле да го преведеме со оглед на тоа како дел од луѓето ја доживуваат работата на луѓето кои што имаат влијание на социјалните медии? А инаку сите ве следат. Да, во моментот е најпопуларните Знаете кај да нас, да. правиме нешто добро. Искрено да ви кажам да бидете инфлуенсер сега нели во денешно време има разноразни дефиниции. Меѓутоа Вани ти знаеш дека за да биде еден инфлуенсер, мислам дека не треба по дефолт да биде само со социјални мрежи. Знаете дека вие имате некаков инфлуенс и вие сте на телевизија и вас ве препознаваат и со вас се сликаат и ве следат што работите и како тоа го донесувате во етер. Меѓутоа, ако направиме споредба со ова денеска што се случува и овој модерен свет социјални мрежи, точно е дека одговорноста е поголема. Те следат разноразни таргет групи од најмале до највозрасни и некако колку и да чувствуваме слобода да објавуваме било што таму, сепак кога ќе видиме кој се не гледа, Да. имаме и тоа каква одговорност, нели така? Точно, согласувам. Сега, двајцата сте се со своји професии. Да. Познат наш стилист, наша колешка, дели од маркетинг светот, некако успевате да ги поврзете тоа што го работите како професија заедно со контентот, содржината која што ја креирате на Инстаграм. Во другите очи изгледа многу лесно. Како се создава една Еве, содржина? тоа е моето мислење, велам, да. Они само се снимаат и тоа е тоа, лесно е. Но во суштина, ајде, Јас објасни. ќе ви објаснам, за мене Инстаграм платформата е малку бизнис, малку забава. Сметам дека не треба да се залута онака само бизнис, што веќе тоа и досадно е. Да, сите си работиме, сите си имаме некои си своји професии и сме си најдобри у тоа, кој како. Да. Но сметам дека Инстаграмот треба да им донесе на луѓето малце и боја во животот, да покажеме некои други страни од нас, затоа што луѓето нели не следат и сакаат да видат ние што правиме во секојдневието, кај се движиме, што правиме, како се забавуваме и така натака. Сакате да се чувствува дека си дел од вас, чином, затоа што сите ние сакаме да видиме дека тој кој што го гледаме не само на телевизија, туку и сега ова ни е телевизијата, нели, модерно, да, телефоните, да го почувствуваме дека еден обичен човек и дека и не му се случува се. Сакам да ве прашам колку нас исто на водителите, ете Нина го има искуството, знаеш колкава одговорност е и колков всушност е притисок да внимаваш што треба да кажеш, особено кога да треба да пренесеш вест, а не дај Боже да заземеш некаков став. Вам колку ви е лесно, но колку од друга страна внимавате кога треба да поддржите некого, кога треба да заземете став, јавен став. Да, за дали инфлуенсерот нешто. бира денес? И колку Што бирате би кого пренел? треба да го поддржите? Зашто верувам дека бараат поддршка од вас. Јас сум Слободно може да се Еден по еден, еден по еден. Па видете, секогаш ретко тоа такви работи објавувам, затоа што не ќе да заземам место јавно, секој си има свое мислење, но кога треба веќе да одберам, секогаш ќе одберам вистинската праведната страна, без разлика на тоа дали јас ќе имам некој профит од тоа или нема да имам. Така што јас така ги гледам работите. Ако е некој во право, и тој е во право и до него сум.
Ти сметаш дека ја прави и го поддржуваш. Да. Искрено да ви кажам, вака од 2017-18 сум на социјалните мрежи, активно функционирам и можам да ви кажам со тек на годиниве стекнав чувство дека и од инфлуенсерите, освен што нудиме забава, се дружиме, споделуваме приватни моменти, ете по тоа и нас не препознавате дека сме како тандем, а меѓутоа и од нас се очекува и од публиката да ние излеземе со некаков одреден став дали тоа нешто тековно се случува, дали некој има драма по социјалните мрежи. Без разлика што и да е, тоа се носи некаков терет и товар дека ние треба да ги замениме некои одредени јавни личности за да кажеме некакво мислење, дека тоа по дефолт треба да сме МТВ или некоја телевизија. А всушност ние сме само контент креатори во модерниот свет, таа терминологија, односно луѓе кои што обожаваат да споделуваат мода, некој сака да споделува патување како оки, некој сака да споделува некоја друга информација, значи треба да има и некој слободен израз на тоа, слободен облик, за да и ние бидеме свој. Ако јас треба да кажам нешто што вие мене ми кажувате дека треба, а грото тоа го сака, не сум јас. Да. А колку е важно еден инфлуенсер да има и своја професија? Да. Бидејќи тоа е често едно прашање кое што се наметнува, да не му биде примарна професија. Иако се наметнува дека инфлуенсерството е професија. Не, е професија, меѓутоа ајде вака ќе го формулирам прашањето, колку е лесно доколку имаме друга примарна професија, а секундарна ни инфлуенсерството, колку е полесно сето тоа во креирање на приказната, на контентот, пренесувањето на пораките до луѓето. Дали тоа е олеснителна околност или не? Еве, така нека биде прашање. Еве, оки има професија, можам да... Не секогаш е многу лесно да ги склопиш двете професии или двете насоки во едно. Но некогаш и се погодува и баш убаво изгледа тоа. Ако го успееш да споиш, да направиш некој контент поврзан со приказната со убавина, да. А за интензивно кога работиме, посебно мене сезона кога ќе ми дојде на работа едно друго. Како сега, сигурно, да, сега почнува да стигне. Морам да ви споделам еден момент кога беше со нас на патување, она цело време околу тие фризури, не прави, не шминка, не среда најубави да смеќе дојде ке некој во солонки, видиш како е. И еднаш ние патуваме и доаѓаме во соба и он вели се, добро, еве, станува дел од вашиот свет, што треба да правам? Кои се тие хотели? Кој треба да тргам? Што треба да тргам? Значи, патувавме дента 7 хотели и сега ваква една листа ни дават со информации. И сега седнав ги... И мора да ги научиш. Да. И сега седнав и викам, добро, дечки, ајде, сега кажи ми, кој хотел беше овој? Значи, тоа доаѓаме... сите хотели. Не овој так, друг так, не овој так. Доаѓаме на тоа дека доаѓаме до прашањето дали е лесно. Сега. Дали е лесно? И дали е лесно сето тоа како што мене ми е многу изгледа? забавно, предлесно. Кога нештото ми е забавно, воедно ми е и лесно. Така да јас... Така треба да биде. Задоволство ги работам овие. Нина? Добро, по дефиниција знаеме, кога тоа што го сакаме не е лесно за креација, тоа се чувствува, луѓето ја чувствуваат таа емоција, меѓутоа би нагласила на сите оние кои што сега не гледаат, веројатно и верувам дека има и помлада публика, а и да го потврдиме она за повозрастниве, е тоа дека секој млад човек треба да има образование. Секој млад човек треба да има некаков бекап план, што би рекла во една изјава кажуваше Лила Филиповска, своевремено дека утре да се згасат тие социјални мрежи, да нема интернет, нели тоа го слушаме сега и последниот период, ние мораме нешто да имаме познавање, некое занимање. Еве, кај мене може тоа да биде телевизија, маркетинг, кај него се останува фризерскиот салон, тој е стилист, кај вас исто, имаме каде да работиме. Ама со помладиве, јас ги поддржувам дека ова е модерно време, дека треба да се главни, да владеат со тие социјални мрежи, ова е нивно време. Меѓутоа и да не го исклучуваат моментот на себе образование цело време, тоа континуирано треба да биде. И сега Ване спомена, сакам да ве потпрашам, спомена дали бирате што прифаќате, што објавувате. Постои едно мнение за луѓето кои што не ве познават. Постои мнение дека инфлуенсерите прифаќаат се само за да ги има. Ајде да го демонтираме. Ајде тоа да го објасниме. Да беше така да сега ќе гледавте и зависиха и нас и да гледаш што треба и што не треба. Што треба, што не треба. Како не треба и сега како треба. Јас ако ви кажам за што се имаат пишано, а што немам префатено, ќе биде смешно
Не се дозволувам само на себе да кажам зашто ми отпишано да рекламирам. Ми е невкусно тоа да го зборам и пред камера. Меѓутоа, веројатно чувствуваат некоја идеја имат во својата глава дека ако сте популарни на социјалните мрежи, дека вие апсолутно сакате да сте популарни во секој сегмент, сегде да ве имат фрижидер да излекувате, а не е така. Имаме ние свој стил каде сакаме што да правиме и вие ќе се согласи дека бираме. Затоа што тоа што го гледате кај нас на социјалните мрежи е тоа што ние сакаме. Тоа нас не изразува. Да. Сега, конкретно кога зборуваме за инфлуенсерството, Инстаграм некако го ставаме на пиедестал како најпопуларна мрежа, меѓутоа активна си на TikTok, некако почетоците ти беа на TikTok помасовни. Ако можам така да заклучам. Сега, некако на TikTok е една содржина, на Instagram е малку подруга содржина. Некако на TikTok е повеќе луѓето се изложени на критика пред се јавните личности. TikTokот е многу актуелен меѓу младите. Еве сега гледаме ќе го забрануваат нели во Америка околу 170 милиони корисници. Не верувам дека тоа ќе се случи, ми е потребна таа платформа. Како се носите со критиките, сакав да кажам, со тој дел на одговорноста, бидејќи не само инфлуенсер, секоја јавна личност се носи со некаква критика. Дали тоа знае да ве демотивира, да ви го одвлече фокусот од тоа што го работите на социјалната? Често се зборуваме на оваа тема, така живе нека. Ајде. Па вака, мене ми е многу жал и многу ми е криво што зашто нашава заедница не ги поддржува своите артисти. Зашто мора да има такви критики, зашто мора да има такви контрамислења. Значи, кога некој нешто прави, поддржи го, твое, свое си. Јас се многу радувам, например, за нашите естрадни уметници, нашите познати јавни личности. Многу ми е драго. Работам со безброј јавни личности, дали од Балканот, дали надвор. Али кога ќе работам со нашиве ми е баш одака. Тоа баш кажам, нема да напоменам за кого, ама кога работам со некој наши... Со мерак. Со мерак. И се возбудувам секој пат, како од прв пат да работам. Сега сакам нешто тука да потпршам. Нина, само Нина да го слушаме тој дел. Критиката, видите, да доаѓа да е конструктивна критика, да сега ти Ване ме гледаш на телевизија, нели? Сме во иста бранша, да кажеш Нина, имаше нешто што не ми се допаѓаше, ми го кажеш на начин што ми мислиш, нели добро, ми го кажеш каде да се поправам. Меѓутоа, ако ти кажеш ти си ваква, ти си онаква, ти си ова, ти си она. Зборови што може да се слушнат. Зад екраните, значи на тастатура, дома во 4 зида, секој е толку јак да пишеш што сака и да те тестира ти како ќе реагираш. Ако ти не си доволно ментално јак, нормално ќе потпаднеш. И секако сите сме ги имале тие моменти, малку слизнуваме, ама сепак среќата наша што имаме луѓе покрај нас кои што тоа можат да ни го осветлат патот, да ни кажат, слушај, значи знаеме кои си, не си ги губи своите гледишта, ниту погледи каде сакаш да одиш во животот. Така што тоа секако го имало секаде и сите тоа сме го видели и да не кажам и со Евровизија и со Чуда, знаете како било тоа линчувано. Јас сум против тоа, никош немам пишано лош коментар на никого, ако имам нешто проблем кажувам во лице, сум стара генерација, сум разговарам. Така што ова но не. Сакам само да го закружиме разговорот, многу е важно и ние исто колегите се поддржуваме меѓу себе, верувај дека секогаш има некој сака нешто да каже, многу е важно што сакате и што знаете кон каде целите. Обично кога се исти професии во прашање, инфлуенсерство, водителство, јавни професии, постои едно мнение дека се професии во кои што не можеш да создадеш пријателство и другарство. Па и стилистите влегуваат тука и тоа. И тука влегуваат. Сега на кусок при крајот сме, сакам само да го демантираме и тоа еве ние од еднава страна, ви од другава страна, да го демантираме и тоа дека Значи тоа прво прашање за крај, второ прашање, се живеели од инфлуенсерство во Македонија. Памтам второ прашање, ти е Ајде да, памти го ти. Ајде. Вака, ја лично за себе ќе кажам, ја немам против никој ништо. Секој нека си работи, секој на свој начин си е... Но ќе биде полесно така. Да, секој на свој начин. Вака, еден продукт кој ќе го даеш на мене, на Нина, на вас, на било кој, тоа да го нели промовира на јавни социјални медиуми, сите на различен начин ќе го направиме. Нема тука јас ти боле, она боле. Не, секој си има свој контент, своја мисла, своја идеја и сите така си ги реализираме видеата. Така што сметам дека тоа е најбитно. Треба да се биде свој. Па добро, ние сме некако и природно нашава работа така и почна. Знам дека Ване кој ми изброша ова и ова ќе зборите, викам чекај, како ние почнавме всушност со нашето одружање. Јас водител, он
стилист и ме правиме шминка, така што од честото дружење и подготвување за емисии премина во пријателство и ми е драго што постои. А дали има други пријателства меѓу инфлуенсерите, јас до сега моето искуство, јас би сакала да има, би сакала меѓу жените, еве дали е машко па не знам, ама меѓу жените да има почиста дружба, искрени мисли, еве се радуваме што се случуваат некои други компании што тоа го прават и успешно го реализираат. Така што се надевам дека и други генерации тоа ќе отследат како пример, дека може и нашава е искрено реално. Последново што ме праша. На кусо да ве слушаме, на кусо да ве слушаме, да или не. Да или не. Дали се заработува од инфлуенсерство во Македонија? Па толку да кажат да или не. Ајде. Чекај да се видиме вака на камера. Јас се гледам од преска луѓе. Дај ми близка камера, дај ми близка камера. Мора да кажете сега да или не. Дали се заработува, како изгледаме? Се заработува или не? Еве таа камера таа. Како изгледаме? Кажува да или не? Да, јас мислам дека се заработува. Благодариме што ја прифативте поканата да позборуваме на оваа тема, бидејќи не секој е храбар да зборува на овие прашања, затоа што некако инфлуенсерството не само во Македонија, генерално на Балканот, да не бидеме толку самокритични, се доживува на некаков друг начин. Ке пробаме ние со серија на вакви разговори да ја покажеме другата страна. Да, тоа е тоа што е потребно, малку и другата страна да ја видат луѓето, за да можат и што пружате можност. Да, и самите на крајот од денот да донесат суд. Така, не само врз основа на тоа што како личи на прв поглед. И инфлуенсерството создава убави пријателства, веднаш тоа не поврза на пример. Да, готово. Се надоврзани на таа тема, да. Ја Ване го запознав на патување. Чекајте да направиме едно селфи, да им кажеме така како може сега селфи. Ајде, во живо. Чак, чекај на видеото да се знае дека сме имале да се знае дека сме имале гости инфлуенсери во живо. Може и снимате го цело студио да се види колку луѓе се во суштина утринава на работа. Камерата од таму. Може. Благодариме за гостувањето.